Ајде да кажеме, Господе Всемоќен, Ти благодариме за милоста Твоја што ислеваш врз нас и денес. Ти благодариме што не правиш сведоци да бидеме очевидци на Твоите чуда кои што се случуваат и во нашиот живот, во нашето семејство, во нашата црква. Фала Ти, Господе, што ни овозможуваш секој ден да ја имаме привилегијата да живееме во Твојот благослов заради Христос. Ти благодариме, Господе, што и денеска сме тука едни со други да се крепиме, да се благословуваме и во љубовта Твоја да растеме. Ние Ти одаваме сета слава и чест, Татко Всемоќен. Ти одаваме слава и чест во името на Исус и Ти благодариме што со Твојот свет дух не водиш и денес во духовно растење, со слово кое што целосно не наситува и не прави јаки во духот. Господе, кога Ти си со нас, нема ништо против нас. И затоа, Господе, зависни од Тебе, издигаме раце кон Тебе и велиме халелуја. Слава Ти, Господе. Ти благодариме, Татко, во името на Исус. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Така е. Слава на Бога. Дали се свртивте лево и десно да се благословите еден со друг? Хајде направете го тоа. Кратко, од срце, со љубов во името на Исус. Не. Сега, драги браќа и сестри, ќе почнеме со Словото Божјо. Може ехото да се исклучи, ако не се разбираме, да се разбереме, да си отворите Светото Писмо. Денеска имаме многу убава тема, која што на сите мислиме дека ни е позната, меѓутоа е силата на Евангелието. И е многу важна тема, која што дава сигурна и цврста основа, од која што можете да ја примате Божјата благодат и тоа да носи плод во вашиот живот за слава на Бога. Затоа почнуваме со Бога напред и едно прашање, кое што упатено до сите вас. Кога беше првиот пат, кога беше жртвувано животно, за да ги покрие човечките гревови? Ајде, некој кажува тоа, некој друг? Не слушна? Авраам, добро, друг? Адам и Ева, некој рече. Добро, што Адам и Ева? Во рајската градина? Не, каде? Не слушам. Авел, добро. Кога беше дадена таква животинска жртва за покривање на гревови? Во Светото Писмо пишува дека Адам и Ева, откако сгрешија кога јадеа од дрвото за познавање на доброто и злото, Бог направи кожни облеки и ги облече. Пишано е во Создавање 3 глава 21 стих. А Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од кожа и ги облече во нив. Од каква кожа, што мислите? Толку така, бидејќи веќе направија грев, дали разбирате? И сите жртви кои што понатаму ги сретнуваме во Стариот Завет, сите тие беа сенки на Исус Христос, а крвта од животни укажуваше кон суштината на Христос, чија што крв знаеме дека се пролеа на крстот на Голгота. Амин. Јован Крстител што кажа за Исус? Рече дека Исус е Божјото јагне кое што ги зема гревовите на светот. Прашањето е, дали ги зеде и твоите? Дали ги зеде и твоите гревови? Тоа значи дека ти за тие гревови не треба да мислиш
ниту да ги повторуваш, ниту да си спомнуваш. Но во практика, дали е така? Не. Некој кажа не. Да. И секој што е искрен ќе каже така. Ретко кој е ослободен од спомените на своите гревови. Многу често и ѓаволот кога напаѓа со носталгични мисли, спомени, слики од минатото и се присетуваш многу често на грешките, пропустите, гревовите, слабостите и така натаму, што не треба да биде практика во секојдневието. Стариот завет секогаш ве тера да гледате кон себе си. И старозаветните пророци те тераат да си ги припомнуваш своите гревови и тие ти кажуваат што не е добро. И тоа го гледаме во Стариот завет. Додека Новиот завет те тера да се свртиш и да гледаш кон Христос, кон неговото завршено дело, кон распнатиот Христос, значи да гледаш, но исто така новозаветните пророци те тераат да си спомниш за твојата праведност, но и за тоа колкава и колку голема придобивка и благослов имаш заради делото на Исус. Дали се разбираме? Зошто ви правам контраст? Стар со Нов Завет. Бидејќи ако не ја правите разликата, вие ќе правите комбинација на нештата што се отстранети и што не треба да бидат веќе од нашиот живот, односно комбинација на законот со благодата. Првото чудо на Мојсей, кој што го направи, кој што го представува законот, беше да ја претвори водата во крв, кое што доведе смрт. И Господ му рече на Мојсей: тврдо е срцето фараоново и нема да го пушти народот. Појди утре кај фараонот и ете, тој ќе излезе до водата и пресретни го на речниот брег. Стапот пак што се претвори во змија, земи го во раката своја и речи му: Господ Бог на евреите ме испрати кај тебе да ти кажам: пушти го народот мој за да ми изврши служба во пустината. Но ти, ете, досега не го послуша, затоа Господ вели: по ова ќе познаеш дека јас сум Господ. Еве со стапов што ми е во раката ќе удрам по водата што е во реката и таа ќе стане крв. И рибите што се во реката ќе изумрат и реката ќе се усмрди, а египтјаните не ќе можат да пијат вода од реката. Излез 7 глава 14 до 18 стих. Го гледате првото чудо кое е овде, претварање на водата во крв што носи жалост, носи смрт. Ама првото чудо на благодата во Новиот Завет беше кога Исус ја претвори водата во вино, што доведе до празненство, до празнување и живот. Во Кана Галилејска, знаете, Исус им рече: наполнете ги садовите со водите и ги наполниат догоре, па им кажа: нацрпете сега и однесете му на старосватот, и му однесоа. И кога вкуси старосватот од виното што беше станало од вода, а тој не знаеш од каде, но слугите што ја беа донеле водата знаеа, тој го повека младоженецот и му рече: секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш по лошото. Но ти си го чувал доброто вино досега. Така направи Исус почеток на своите чуда во Кана Галилејска и ја покажа славата своја и учениците негови поверуваа во него. Јован 2 глава од 7 до 11 стих. Значи видите, разлика има. Првото чудо под законот во Стариот Завет, што беше одлика на тоа старо време, што се случи? Вода во крв, смрт. Првото чудо под благодата, што се случи? Вода во вино, живот. Зошто го истакнувам ова? Бидејќи законот убива, а духот оживува. Израелците знаете дека беа ослободени од робството во Египет, нели е така? Бог ги водеше преку Мојсей. Се сеќавате кога бегаа низ пустината и потоа фараонот се предомисли, со сета војска тргна по нив од позади, веќе се гледаше дека од позади надоаѓаат, а пред нив немаше каде израелците да одат. Пред нив имаше само едно големо црвено море. И што направија тогаш? Тие извика кон Мојсей. И му рекоа на Мојсей: зар немаше гробови во Египет,
туку не изведе овде да изгинеме во пустината. Што ни направи? Зошто не изведе од Египет? Излез 14 глава 11 стих. Како се однесува израелците? Послушни беа? Побожни беа? Што правеа? Се оплакува, мрмореа, негодува. А сето тоа се гревови пред Бога. И тие гревови, меѓу другото, се казниви. Но сепак Бог го раздели Црвеното море и ги поведе, преминаа од другата страна на безбедно. И кога преминаа таму, морето нели се врати, овие загинаа фараонот и војската. Потоа следеше ново оплакување. Дојдоа во Мара, но не можеа да пијат вода во Мара, зашто беше горчлива. Затоа и го нарекле тоа место Мара. Тогаш народот почна да вика против Моисе, велики: што ќе пиеме? Излез 15 глава 23 и 24 стих. И што направи Господ? Господ ја претвори водата да биде сладка и питка, ама потоа беа гладни. И почна да се буни целата заедница на синовите израелски против Моисе и против Арон во пустината. И им рекоа синовите на Израел: о, да бевме умреле од раката Господова во земјата египетска, кога седевме покрај котлите со месо и јадевме леп до насит. Не изведовте овде во оваа пустина за да го умрете цело во ова множество со глад. Излез 16 глава 2 и 3 стих. И Бог им даде леп од небото мана. Така ли беше? И потоа пак беа незадоволни. Што им даде потоа? Така е, препелици. И потоа пак беа жедни меѓу другото. Се сеќавате, пак беа жедни. И потоа Господ направи од карпата да потече вода. Значи Господ правеше многу чуда. Пазете што сакам да воочам и да истакнам. Секогаш кога се оплакуваа израелците, се случуваше ново излевање на Божјата незаслужена милост, односно благодат. Што беше израз на таа благодат? Беше израз на Божјо снабдување и Божја добрина. Зошто? Бидејќи дотогаш благословите и снабдувањата кои што ги примаа израелците не зависеа од нивната послушност и од нивната добрина и посветеност, туку од Божјата добрина и верност кон заветот на Бога со Авраам. Дали разбира? Излез 19 глава 8 стих вели: и сиот народ одговори еднодушно и рече: се што рекол Господ ќе направиме. Тогаш Моисеј му ги соопшти на Господ зборовите на народот. Внимавајте. Оваа изјава, кога Моисеј отиде и да им каже што треба да се случува и каков е критериумот на Бога, тие на тоа одвратија со една реченица: ама се што рекол Господ ќе направи. Вие викате ли така? Не викате? Не викаш се што кажува Господ ќе изврша? Некој вика да, некој не? Викате, ама оваа изјава е изјава на гордост. Со други зборови тие велеа: секое што Господ го заповеда и го бара од нас, ние сме доволно способни да го исполниме. Дали разбирате? Ова фактички значеше: Господе, престани да не благословуваш врз основа на твојата добрина. Ние се што поминавме, искусни сме. Почни да не цениш и да не благословуваш според нашата послушност. Можеме да издржиме. Дали разбирате? На овој начин се разменија. Заветите се разменија. Заветот на Авраам, што Бог му го беше дал, беше основан на благодат. Тој се замени за заветот од Синај, основан на законот што Господ го даде.
Кога израелците го кажаа моментот дека можат да бидат послушни, Бог му рече на Моисеј дека народот не смее веќе да се приближи до планината, зашто кој да се допре, ќе умре. Опа. До тогаш не беше така. Од кога рекоа можеме, ќе исполниме, се постави друго нешто. Зошто Господ го промени својот став? Зошто веднаш рече кој ќе се приближи до планината, ќе умре? Бидејќи човекот се изрепчи со својата сила и влезе во завет основан на својата послушност, на своите собствени залагања. И тоа се вика со еден збор самоправедност. И затоа Бог им ги даде 10 Божји заповеди, бидејќи нели се пофалија дека можат да направат се што Господ им заповеда, Бог требаше од тој момент да ги наградува или да ги казнува врз основа на своите закони, дали тие ги исполнуваат или пак ги нарушуваат. Луѓето не разбраа дека тие требаше совршено да се покоруваат на сите заповеди. Бидејќи ако нарушиш само една заповед, не ја исполниш, ја прекршиш, тогаш виновен си за сите. Тоа они мислеа дека е лесно, но не сватија колку е сложено и колку е тешко, и штом се пофалија дека се ќе исполнат, што се случи? Се пројавија телесните дела. Точно тогаш се пројавија телесните дела и се наруши првата Божја заповед која гласи да немаш други богови освен мене. Како се наруши? Со тоа што тие направија златно теле и му се поклонуваа како на свој Бог. Излез 32 глава 8 стих. Брзо се отклонија од патот што им го пределив, вели Господ, си направија теле и му се поклонија, па му принесоа жртви и рекоа: еве го Израеле твојот Бог што те изведе од земјата египетска. И ова Господ му го соопштува во диалогот на Мојсе. И тука веќе Мојсе преговара и така натаму. Видете, пред да дојдат израелците до планината Синај, никој од израелците не умре по тој пат. И за секоја нивна потреба Господ снабдуваше, овозможуваше, отвараше прилики, снабдуваше и така натаму. Но, откако влегоа под заветот на законот, ете тогаш почнаа да умираат и кога се оплакува, одма имаше казна. Зошто? Бидејќи гревот веќе требаше да биде казнен. Што сакам да ви објаснам? Сакам да ви објаснам дека законот го покажа гревот. Затоа и Мојсеевиот закон пишува во Словото е служењето што доведува смрт и осуда. Читам од 2 Коринтијани 3 глава 7 и 8 стих. Мојсеевиот закон, вели, беше врежан само на камени плочи, па сепак беше даден со таков блесок, што луѓето не можеа да гледаат во лицето на Мојсеј, иако сјајот што тој го имаше полека бледнееше. Ако тој закон што води во смрт беше даден на така величествен начин, колку повеличествено ќе биде дејствувањето на Светиот Дух. Амин. Зошто го прочитав ова? Бидејќи вели закон што води во смрт. Законот води во смрт. Дали разбира? И затоа законот те води во умирачка, а духот во живот. Денес се уште постојат луѓе кои што велат се што кажува Господ ќе исполни. Знаете, се случува. Сами сте си сведоци, сте си рекле, ова ќе го направам за слава на Бога да биде.
и баш тогаш нешто ќе се расипе, нема да се случи, компликации, проблеми, дури ќе се покаже што си кажал така. Зошто ви го кажувам ова? Бидејќи кога ти го кажуваш тоа дека се што е за Господ ти ќе го извршиш, ти се потпираш на себе, на своите залагања. Тоа е гордоста која што го активира заветот на законот во сопствениот живот и со тоа се активираат последици. Акција, реакција. Зошто е ова важно за овие луѓе што го прават тоа? Бидејќи тие не го гледаат крстот и се потпираат на себе си, на религиозните ритуали и обичаи, не се потпираат на завршеното дело на Исус. Амин. Заради Исус Христос, сега ние сме под новиот завет, кој што е нов завет на благодатта Божја. Ова значи дека Бог не осудува врз основа на нашите действија, туку врз основа на неговата добрина и верност. Амин. Сега, ако се обидуваш да се оправдаш со своја покорност кон законот, ти го одрекуваш фактички она што Исус го изврши за тебе. Господ вели во Стариот Завет дека не остава виновник неказнет. Го пишува тоа во Излез 34 глава, 6 и 7 стих. Господ помина пред него па се јави. Јахве, Господ, Бог дарежлив и милостлив, долготрпелив на гнев, многомилостлив и вистински, искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап, но не остава неказнет виновник. Туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. Ова е пишано во Стар Завет. Пазете сега во Нов Завет. Евреи 8 глава 12 стих вели: Ке им ги простам нивните престапи и никогаш повеќе нема да ги спомнувам нивните гревови. Друг стих исто во Евреите 10 глава 16-17 стих вели: Кога ќе дојде време, со мојот народ ќе воспоставам ваков завет. Моите закони ќе ги ставам во нивните срца, па ќе ги разберат. И ќе ги впишам во нивните умови, па ќе им се покоруваат. А нивните гревови и беззаконија нема веќе ни да ги спомнат. Значи има друг став Господ веќе во Новиот Завет. Истиот Господ зборува. Но зошто има променет став? Бидејќи се случи крстот, бидејќи се случи Исусовата жртва. Исус веќе не ги помни моите и твоите гревови, бидејќи истите Бог ги наплати во телото на неговиот син Исус Христос и нема да прави двојна наплата. Оти ако ти си казнет за твоите гревови, а веќе Исус беше казнет за твоите гревови, тоа е веќе двојна наплата. Нема таква наплата. Исус еднаш беше осуден за сите нас, еднаш за секогаш за сите наши гревови. Со тоа платата веќе е реализирана. Исплатено е тоа што бевме долгови, виновни, и Исус ето тоа го покри. Како? Жртвувајќи се себе си, пролевајќи ја својата крв. Амин. Значи, законот беше создаден за да ни ги покаже гревовите. Но не само да ни ги покаже, туку да не доведе до очај. Да не доведе до очај и до свесноста дека ние не можеме сами себе си да се спасиме со собствени сили и со собствени заложби. Законот фактички ни покажа дека ние имаме потреба од Спасител, кој што може да ги исчисти и да ги разреши нашите гревови за секогаш од нас. Амин. Затоа законот е потребен за луѓето што мислат дека се многу праведни и кои што мислат дека ништо не му сгрешиле на Господ. Разбирате ли, кои што се во самоправедност? За нив законот очигледно им е потребен за да се свестат дека навистина имаат потреба од Спасител. Но ние кои што сме веќе спасени, што правиме? Иако законот е добар, пишува во Словото, свет, праведен, законот ја нема силата нас да не прави свети, да не прави праведни и да не прави добри.
Тоа го може само Исусовата благодат. И затоа, откако веќе сме спасени, не живееме според 10 Божи заповеди, според закони, религија, и ритуали, и обреди, и јагненоси, за курбан, за жртва, за Исус, демек символ на Исус, пак заради атер, заради здравие, заради па лепче, па погача, петолебие, па свекичка, па жртви за етини и слично. Тоа завршено е одамна. Нема никаков основ таквите обредни ситуации, ритуали, обичаи да се практикуваат ако живееме под новиот завет и ако сме го примиле Исус Христос за наш Господ и Спасител, верувајќи во тоа што тој го направи. Океј? Зошто е ова важно? Затоа што крвта на Исус, кога се пролеа, нас не направи свети. Не оправда како да не сме грешили, не освети. И таа крв, Исус што ја пролеа за нас, е жива, света и целосно не покрива и постојано не чисти од секаков грех. Фактички Бог го направи она што законот не можеше да го направи за нас. Бог не оправда. И како не оправда? Така што Христос, кој немаше никаков грев, Бог го направи да биде грев за нас, за ние преку Него да се стекнеме со Божјата праведност. Ете, таа Божја праведност е нашата денешна позиционираност во односот со Бога. Он не гледа како да сме веќе оправдани и веќе вина немаме пред Неговите очи. Зошто е ова важно? Во 8:13 Евреи вели, кога Господ зборува за нов завет, тоа значи дека претходниот го прогласува за застарен, а се што е застарено и безкорисно, набргу ќе иштезне. Амин. Да заклучам. Ако знаеме дека кога си под законот и кога ќе нарушиш една заповед, виновен си за се, по истиот начин, ако направиш едно правилно нешто, а тоа е да поверуваш во Исус Христос, тогаш ќе бидеш оправдан за се. Амин. И пишано е во Дела апостолови 13 глава 39 стих, на секој што верува во Него, ќе му се прости вината, ќе биде оправдан пред Бог. Ова е нешто што не можеше да се добие преку придржување кон Мојсеевиот закон. Дела апостолови 13 глава 39 стих. Што вели? Секој што верува во Него, во Исус. Разбирате ли? Секој што верува во Него, ќе му се прости вината, ќе биде оправдан пред Бог. Амин. Сега имаме едно практично прашање до вас. Дали се слушаме сите? Да. Прашањето ми е, како Симон Петар, рибарот, како се покаја? Како се покаја? Како се покаја човеков? Тргна по Исус, ма пред да тргне, како се покаја? Да, го кажа тоа, ама како дојде до тоа? Исус му рече, кај се ве тука, кај се за сите пцовки што ги кажа, така му рече? Му рече исповед 3 пати, 4 пати на ден. Имаше такво нешто. Дали, знаеме дека Исус тука проповедаше кај чамци. Дали Исус држеше проповед за вечниот суд? Ке горите, ке умрите, душата во огнено езеро сулфурно ке ви кисни. Така ли зборуваше Исус? Не. Значи, не зборуваше. Ништо такво Исус, нели? Што правеше Исус? Што правеше Исус? Изборуваше, ги поучуваше луѓето. Му го даде Петар, нели, чамецот, овој дастана тука проповедаш. Лука 5 глава 7-8 стих. Што се случува? Ги повикаа другарите од другото бродче да дојдат да им помогнат.
Тие дојдоа и ги наполнија двете бродчиња со толку риби, што бродчињата речиси потонаа. Ова е следното важно. Гледајќи го ова, пазете, гледајќи го, што виде Петар? Гледајќи го ова, Симон Петар падна пред Исуса на колена и рече: оди си од мене, Господе, јас сум грешен човек. Слушнете, што се случи најпрво? Покајанието на Петар, па Божјата добрина ги наполни мрежите полни со риба како награда за неговата покајничка молитва, како благослов, или прво се пројави Божјата добрина која го трогна Петар и го доведе до покаяние. Кој е? Под А или под Б? Зошто ова ви го зборувам? Бидејќи религијата често пати звучи: покајте се, грешници, покајте се. И во секоја деноминација, католичка ли е, православна, протестантска, како еден имидж, како еден пасворд дека они се направиот пат со правото учење, се користи фразата покајте се, покајте се. Но, стоп, да ја видиме реалност. Овде ние гледаме дека прво се манифестира Божјата добрина, потоа доаѓа покаяние. Океј? Пазете. Покајанието е вистинско кога не е мотивирано од страф од казна и казна за непослушност, туку кога е мотивирано од Божјата благодат, од таа безусловна Божја љубов и сочувство. Кога ти ќе го почувствуваш тоа дека Господ те прифаќа, каков и да си, тебе ти се трогнува срцето и тука доаѓа моментот на покајание. Дали ова го има библиски, дали е принципов оправдан? Да. Римјани 2 глава вели: или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божјата добрина те води кон покаяние. Што води кон покаяние? Божјата добрина. Затоа ние треба прво да ја проповедаме Божјата добрина и благост, благодат, која што ги доведува луѓето до покаяние. А не со страф: покај се, оти ќе цркнеш, ќе умреш, ќе гниеш, вака ќе ти биде така, мавни со Библијата по глава да е порелевантно, удри со камшикот уште малку, дај му 40 дена да пости и да се осеќа тоа една строгост, една светост. Не. Тоа е систем човечки, религија. Живиот однос со Бога го гледаме во Светото писмо. Бог секогаш кон грешниците, проститутки ли беа, царинарници, нели собирачи на данок и различни други грешници, покажуваше добрина. Седеше со нив, вечераше, намаса седнуваше. Ама кон оние кои што беа фарисеи и садукеи, тие беа луѓе кои што беа назначени да работат со светите писма, да анализираат, да зборуваат, да поучуваат, тие мислеа дека се привилегирани, дека многу го знаат законот и имаа самоправедност. Кон нив Исус настапуваше со лицемери, гробови варосани, змиини рожби. Ги укоруваше нив. Дали разбира? Религиозните ги укоруваше, а на грешниците им даваше добрина и благодат. Зошто е ова важно да го знаете? Бидејќи вистинското покаяние доаѓа од откровението на Божјата љубов за тоа колку тебе Господ е засакал. И тоа е пораката на благата вест. Блага вест носи благост. Силата на Евангелието не доаѓа со строгост, не доаѓа со насилство, не доаѓа со страф, не доаѓа со притисок, не доаѓа со приморување на некого нешто да направи. Туку доаѓа со благост.
доаѓа со кроткост, доаѓа со добрина, со љубов, доаѓа како што Исус доаѓа нежно, внимателно, со љубов кон секој од нас. Иначе знаете дека покајанието доаѓа од грчкиот збор метаноја, која што значи се предомислувам, промена на умот. Не значи жал за деспина, односно жал за гревовите, окей? Што значи? Предомислување. Тоа значи своето мислење, како што си го терал цел живот, да го промениш. И Јован велеше, покајте се, зашто се приближи небесното царство во Матеј 3 глава 2 стих. Или во основа значеше, променете го мислењето, предомислете се, зашто доаѓа царството Божјо. Од што да се предомисла? Од она што дотогаш го веруваа и го правеа. А што правеа? Го исполнуваа законот. Кога луѓето слушаат да се проповеда, евангелието за Исус, постепено нивното мислење, нивниот менталитет се променува. Односно, нивните стари и погрешни верувања се променуваат. Ја приимаат вистината за Бога, за Исус, и таа вистина ги ослободува. На тој начин се обновува умот со добрата вест за Исус Христос, за неговото завршено дело на крстот. Амин. Сега, зошто ова важно? Од што треба ние како верници да се покаеме? Слушнете внимателно. Во Евреи 6 глава 1 стих вели вака: затоа да го оставиме почетното учење за Христос и да се стремиме кон совршенство, да не ја поставуваме одново основата, покајанието од мртви дела и верата во Бога, и потоа продолжува. Покаяние од мртви дела. Повикот е да се покаеме од мртви дела. Пазе. Тоа се однесува за верниците, но мртвите дела не се гревови. Не се гревови. Мртви дела се добри дела кои што луѓето ги вршат за да придобијат праведност пред Бога. Свативте? Мртво дело е кога правиш нешто со цел да се приближиш и оправдаш пред Бога, ама не е така во суштина. Тоа е мртво дело. Ако се молиш, зашто мислиш дека молитвата те прави праведен пред Бога, тогаш тоа е мртво дело. Окей? Но ако се молиш, бидејќи си праведен пред Бога и знаеш дека Бог те сака, тогаш молитвата има сила. Сега што сакам тука да истакнам? Во прашање е мотивот. Молитвата е молитва. Но мотивот позади молитвата ја прави молитвата дали ќе биде мртво дело или ќе биде живо дело по благодат. Свати? Еве, например, ако си мислиш дека читањето на Библијата тебе те прави да имаш подобар однос со Бога и да си поправеден во Божите очи, тогаш ти нема да искусиш инспирација, откровение од Светиот Дух, паметот нема да ти е тука. Празно ќе читаш, нема ништо да осетиш, бидејќи мотивот е погрешен. Не си отворен за Светиот Дух, кој што е Дух на вистината, и не си спремен тој да ти зборува за праведност. Тргнуваш со мотивот, ќе читам, ќе извршам нешто Божјо, побожно, за да сум поблиску или пооправдан пред Бога. Океј? И затоа е мртво дело. Но ако ти ја проучуваш Библијата со ставот, со свесноста, знаејќи дека си праведен пред Бога, тогаш Библијата ќе ти се отвори и ќе имаш ти трансфери на љубов и на духовни богатства за тебе, кои што Господ ќе ти ги посочи, ќе ти ги даде преку Светиот Дух. Амин. Дали до овде е јасно? Во Марко 1 глава 14 и 15 стих вели вака:
А потоа, откако Јован беше затворен, Јован Крстител се мисли, дојде Исус во Галилеја и ја проповедаше радосната вест за Царството Божјо и велеше: времето се исполни и Царството Божјо наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Амин. Ова што значеше? Исус велеше: променете го вашето мислење и поверувајте во добрата вест. Која е таа добра вест? Дека јас, вели Исус, ќе ја пролеам својата крв и преку моето страдање и маки сите ваши гревови ќе бидат опростени. И во Јован кажуваше: еве го моето тело кое што се крши за вас, мојата крв што се пролева за вас. Нели го зборуваше тоа Исус? Требаше да поверуваат, да ја примат добрата вест, Евангелието. За да ја примат, требаше да го тргнат системот на старото размислување, дека со своите добри дела, со исполнување на законот, они дека ќе биле оправдани. Он затоа објави и кажа кој е. Објави кој е и кажа: покајте се, нели? И верувајте во Евангелието. Сега, ако ти си од евреите кои што живеат по законот, бидејќи ти не си евреин, ама може би јудеизмот си навекнал по традиција да ти се вплетка негде во корените и тоа што мислиш дека е христијанство де факто е јудеизам со закон од Стар Завет, ако имаш примеси од тие религиозни аспекти, моментално дојде часот ти да го промениш своето старо верување, своето навикнување кон тие рутини што си ги живеел и да искусиш покаяние од твоите мртви дела и да го примиш Евангелието во најчистата и едноставна форма. Исус е доволен за се. Он е возлюбениот син на Бога, он е совршената жртва која се даде еднаш за секогаш. Он ни отвори пат до местото, најсветото место, светината на светините со неговата крв. Он не посини, не оправда, се направи за нас. Него го прославуваме, прославувајќи го неговото име, му угодуваме на Бога. Затоа религијата нема место да се практикува во новозаветното Евангелие на благодата Божја. Пазете што кажав, Евангелие на Божјата благодат. Пишано ли е тоа во Светото Писмо? Во Дела апостолови 20 глава, 24 стих. Апостол Павле вели вака: но јас не се грижам за ништо, ниту пак ми е мил животот. Доволно е само да стигнам до крајот на патот и службата што ја примив од Господ Исус, да го посведочам Евангелието на Божјата благодат. Амин. Зошто ова е важно да го сватите? Бидејќи телото е навикнато да доминира, да господари. И затоа сака во даден момент да ве извади од духовен комфорт со Бога и да почне да влече на своја страна. И нема може да почне да се бунтува на еден или друг начин, при искушение. Или да речеме кога се случува некој празник, сите прават нешто. Ај, јас да се направам домаќин, да направам нешто, де. Ете така, за другите они си знаат. Ама за тебе, малкото што го правиш е како со едното ноже да влегуваш во Стариот Завет, го активираш. И кај го носиш? Го носиш во сегашниот живот. И после на сите им оди убаво име, ама мене ми доцни среќата. Господовиот благослов не, лошо ми се случи, болежливост, вака било така. Ми не фрба јајца, бе, сестро. Не прави слава на свет си, бе, душо. Не прави кравајчиња парички, не носи бадникови гранчиња, тргни коните од дома, бе. Бе, соземи се колку време зборуваме за ова. Не дека тебе тоа ќе те онечисти, ама компромисот што го правиш и мешањето на Стар Завет со Нов Завет има последици духовни кои што се одразуваат на материјално ниво. Не можеш ти на Господ да му викаш: Боже,
сега те сакам, многу те сакам и знам дека ме сакаш, ама ти многу ме сакаш, ја ќе си мешам малку и од соленото и од благото. Не бива така, бидејќи нема ни да е благо, ни да е солено. Затоа во Откровение вели млакост. Да си ладен или да си топол, да си врел. Ама вако ти си блуткав, ќе те изблујам. Разбирате ли? Затоа, ако веќе сте повикани и го слушате повикот дека се повторува за оваа благодат учењето, вие мора во вашиот систем на верување и размислување да пресечете, да препознаете. Чекај, што е тоа што јас до сега го живеев според навиките на мама, тате, баба, деде? Дали треба да го принесувам и да го живеам и сега или не? Бидејќи разбрав и вистината ја чув и таа ме ослободи, не сум должен ова да го вршам и нема да го вршам за ничи атер. Бидејќи Бог ми е најважен. Кога вака ќе пристапите, добра позиција ќе имате и нема да ја блокирате Божјата благодат, која што носи и успех, и просперитет, и здравје. Не само за вас, туку и за тие околу вас. Разбирате ли, драги мои? Пазете, нашиот небесен татко нас постојано не чека да се откажеме од собствените залагања и трудења. Тој нас не повикува да се покаеме од мртви дела, односно од постапки, ритуали, обичаи, со кои што ние сме си мислеле дека се побожни, арни во Божите очи, дека со тоа и ние ќе бидеме поарни, пооправдани, подобри пред Бога и дека ќе му угодиме. Да се покаеме од разни мртви дела, кои што сме ги вршеле во разни области во нашиот живот, да речеме во работата, во семејството, во личниот живот, е многу важно. Зошто? Затоа што кога ќе се правилно позиционираш во Божјата благодат, ти се ослонуваш на Христос и тогаш, како што спомнав, таа благодат носи, доаѓа, носи пробив, носи просперитет во сите области, кои што меѓу другото сме ги блокирале со мртвите дела. Убаво чувте. Со мртвите дела се блокираат одредени аспекти од вашиот живот. Било тоа да е во работата, било тоа да е во семејство, било тоа да е во сферата на здравието или во финансиите. Вие тие работи ги блокирате кога вршите мртви дела. А кога ќе се покаете од мртви дела, веќе се ослонувате на Христос и дозволувате да тече благодата. Ама не се враќате пак во мртви дела да вршите, со цел да сте по-добри пред Бога или по-оправдани пред Него и слично. Дали се разбираме? Значи, ако се соочувате со собствена слабост, било тоа да е пушење цигари, било тоа да е зависност од храна, каква и да е таа слабост, алкохол и така натаму, зависност, пороци, или пак да речеме карактеристика да мразиш нешто, да ти е мрско, да имаш омраза кон луѓе или кон комши, кон роднини, или пак лага, ако сте навикнати да лажете и просто навикнате јазикот и така си лажукате, како хоби, тоа ви е стил живота. И знаете дека не е добро, ама си лажукате, си правите лажки со опашки, си терате и мислите, дури сами се верувате, значи тоа е озбилен проблем. Или предрасуда, или озборување. Се собравме духовно, зборувавме, сите ги заговарахме, ме разбирате? Значи, или озборување, или завист. Што треба да правите? Вие ќе си отидете од друштвото со оговарање, или ќе ви помине фазата на завидување, анализирање на туѓиот живот. И во еден момент, внатре совеста, не Светиот Дух. Светиот Дух ќе ви зборува за праведност, ама вашата совест ќе пече и ќе ви вика утна, оговараш, завидуваш, види. Сам ќе си речеш на себе си. Од внатре совеста ќе ти работи. Ете тогаш кога ќе ти проработи совеста, немој да изјавуваш и да кажеш више не. Век уште еднаш. Не. Уште еднаш ја да озборувам, ма никако. Немој тоа случајно да го речете, бидејќи
го активирате законот. Или, пример, пушиш и веќе ти се слошува од пушење и викаш, веќе, ова последна ми. Веруве ќе ти биде прва од 1000. Истото е со алкохол, истото е со храна, кока-коли, што и да е, омраза, лага. Веќе не лажам го. Боже ми прости, више не лажам. Од другиот ден влегуваш во нова кариера, хроничен лажго. Разбирате ли? Го активирате. Законот го активирате. Разбирате? И телото почнува. Исто како телето. Секи исполни ме, Господе, секи исполни ме, што викаш. Веќе, оп, што направи првото дело, што се случи? Теле златно, разбирате ли? Немојте да креирате телиња, идоли со вашите зборови. Океј, што треба да направите? Да повикате кон Бога. Каква ќе биде молитвата? Точно така. Ајде да ве водам во молитва. Спремни ли сте? Ајде. Господе, ти благодарам, татко мој, што сум Божја праведност преку Христос. Види го тоа. Духовните очи види дека си Божја праведност. Како изгледа човекот кој што е Божја праведност? Види го со духовните очи, доживе се. Имај визија за тоа. Како изгледа еден Божји пратеник, Божја праведност. Зрачиш, исправен. Немаш комплекси, немаш флеки на тебе. Немаш вина. Види го тоа со духовните очи. И благодарам, татко, што сум Божја праведност преку Христос. Кажи му, знам дека си со мене. И дури и да сгрешам, знам дека ти нема да ме напуштиш. И сите да ме напуштат, ти ќе останеш со мене и во мене. И јас сега се одмарам во тебе, Господе. А ти сега живееш победнички живот наместо мене. И јас не можам да ги надминам слабостите, зависностите, проблемите, лошите навики со собствена сила. И јас сега гледам кон тебе, Господе Исусе Христе. И не можам. Но знам дека ти можеш. И ти благодарам за твојата благодат. Слава ти, Господи. Амин. Дали сватив? Не се работи за магична формула или техника нека. Се работи за став на срце. Одмараш во Бога, тој да те движи, тој може се, уверен во тоа дека може се, гледаш погледот ти е кон него, не кон себе. Дали свати? И покрај тоа, ако сте сгрешиле нешто, остануваш да прокламираш дека си Божја праведност преку Христос. Пазете што ќе ви кажам при крај. Штом си под Божјата благодат, дури кога се соочуваш со искушение, во моментот на слабост, ти си во позиција да примиш нова доза на Божја благодат. Бидејќи во твојата слабост совршено се пројавува Божјата сила. И тогаш баш во таква состојба во која што се наоѓаш, започнуваш да се гледаш, да се доживуваш праведен. И тоа ти дава сила да се издигнеш над искушението и слабост. Умот е слаб, телото е слабо, но духот е силен. Не може некој за тебе тоа да го направи. Бог тебе ти вика, ти да го направиш. Да се доживееш дека си оправдан со Христовата праведност. Зошто е важно? Кога навлегуваш во благодата и започнуваш да се идентификуваш како праведен,
се прифаќаш, како што сега ви реков, видете се како Божја праведност. Без дамка, без вина, без флека. Кога тоа вие го абсолвирате во вас, вие се прифаќате како такви, се доживувате како такви. И тогаш се случува ова што го пишува во следниот стих. 1 Коринтијани, 15 глава, 34 стих. Ќе го читам на англиски. Слушнете. Awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. На македонски не е точно. На македонски вика, освестете се еднаш како треба. И па не грешете, зашто некои од вас не знаат за Бога, за ваш срам го велам ова. Слушнете. Awake to righteousness. Разбуди се или освести се за праведноста. And do not sin. Значи, кога ќе се освестиш за праведноста, and do not sin, тогаш не греши. Не грешете. Разбирате ли? Ви го читам од King James. А на македонски вели, освестете се еднаш како треба. Како треба. Треба да е освести се за праведноста, па не грешете. Така треба да е оригинал превод. Ви го читам македонски стандарден превод. Значи, за да не грешиш, треба да си свесен за праведноста. Тоа во основа носи стихот. За да не грешиш, треба да си свесен, освестен за праведноста, кое што Бог ти ја подари. Дали се разбираме? Односно, да си оправдан, да се доживуваш како Божја праведност, ќе те доведе до состојба да не грешиш. Пазете, дури и кога грешите, вашите мисли и вашите действија ќе станат соодветни на она во кое што вие верувате. Значи, верувајќи и гледајќи се себе си, дека си праведен преку Христос, тоа ќе ги промени твоите навики, твоето однесување, твоите действија и ти ќе искусиш победа над слабостите и над искушенијата. Тоа е срж на промената на верувањето. Она што го веруваш, тоа се одразува надворешно. Ако веруваш дека си грешен, ти постојано ќе грешиш, твоите действија имаат корен, погрешно верување. Ако си во Христос, твоето верување неопходно е да е сменето, дека си оправдан, дека си Божја правда. Кога тоа е центар на твојот систем на верување, тогаш твоите постапки ќе се променат. Значи, не ги менуваш со својата волја, веќе не пушам, не пијам, не правам ова, не правам, не оговарам. Не, туку само променуваш срж, основа на верувањето, дека си Божја праведност преку Христос, и тоа ќе биде проследено спонтано со промена на вашите мисли, со промена на вашите однесувања, со промена на вашите действија. Дали разбирате? Верниците кои не знаат дека се праведни, дури и кога грешат, иако се праведни, дури и кога грешат, да, тие сепак ќе си останат во циклусот на повторувачки гревови, бидејќи немаат усвоено правилно верување. Погрешното верување носи негативни резултати, разорни. Правилното верување носи правилен живот и вистински убави нешта во вашето постоење. Амин. Ова е словото за вечерава. Верувам дека Господ ви зборуваше. Сета слава му припаѓа на Бога.
Се проверував и црпев информации и од Джозеф Принц и од други проповедници кои што зборуваат во основата на благодата, бидејќи сакам да имаме правилно разбирање за благодата и морам да се проверувам. Зошто? За да знам, бидејќи ве упатувам постојано со месеци на оваа тема, ама сакам веќе да ја стаблираме, да оставиме на основа што нема да биде поклатлива од емоции или од различни ситуации во живот. Така да Господ ми го даде ова на срце и го мислам, го носам во себе како и викам, мора ова да дојде на лесен начин. Дали ви беше лесен начинот? Дали го разбрав? Пазете, се што ние гледаме во целата Библија, гледаме колку Господ е добар и благ. Но во Словото пишува строг кон кого? А благ кон кого? Така е. Така е, точно е така. Строг кон паднатите, а благ кон така е праведните. Нема во неговиот стандард праведни, но преку Христос сите сме оправдани. За да го живееме тоа што Бог ни го дал по негова благодат со Христос, бидејќи сите ветувања на Христос се да и амин, за да се остварливи во нашиот живот, ние треба да живееме во праведноста Божја. А ти како ќе живееш во праведноста Божја, кога се комплексираш, кога се атакуваш, се напаѓаш сам себе си, се уништуваш со нечисти мисли кои што постојано се однесуваат на тоа колку си лош, колку си неспособен, колку си слаб, се комплексираш. Од каде е тој менталитет? Тој е менталитет на робот, на паднатиот, на оне што е роб на религијата. И ако вие сакате да имате обновен ум, да ја искусите Божјата праведност, потребно е само да верувате во Словото кое што вели дека Христос стана грев за нас, а во него грев немаше, за ние преку него да станеме Божја праведност. Ова е основата. Ако вие ова му викаш, не Господе, јас сега се осеќам мизерно, ти ова убаво го пишеш, ама не е валидно за мене, ти веќе не си во синхрон со Бога, тогаш не можеш да очекуваш да тече Божјата благодат во тебе. Дали разбирате? За да таа Божја благодат тече слободно како река, без да има брана, во твојот живот и во сите области на твојот живот, ти мораш да разбереш дека треба правилно да се позиционираш. Престани да се судиш себе си и ќе престанеш да ги судиш другите. Престани да си незадоволен и ќе престанат ситуации на незадоволство во твојот живот. Почни да се доживуваш како благословен и Божја праведност. И однесувањето ќе почне твоето спонтано и да си како пеперутче, весел, да носиш, да шириш благодат, да си радосен, да си мелем за сите. Разбирате ли? Се почнува од верување. Затоа, кој ќе поверува, ќе се спаси. Кој не, ќе биде осуден. Вие сте веќе спасени, ама живете го спасението во полна мерка, од благодат во благодат. И тоа не е криво учење. Тоа не е криво учење. Тоа е суштина, бидејќи Евангелието, апостолот Павле вели дека е Евангелие на Божјата благодат. Во Дела апостолот ви го прочетав стихот. Ако Евангелието носи горчина, носи страв, носи осуда, носи отфрленост, дали е Евангелието? Истиот Христос, кој што седеше на маса и ги прифати сите грешници, истиот сега ќе им вика наврата, ти не си шишан, не можеш да влезеш, ти си панкер, ти си наркоман, не ти е местото овде, ова се домаќини луѓе. Не. Разбирате? Затоа, ако Господ ве ослободува од ригидни ставови, од предрасуди, од сето тоа, кој што е аспект на религија и на крутост, живете ослободено, бидете еластични, отворете го широко, нека ви биде срцето за сите. Тоа не значи дека го одобруваш нивниот грев. Туку тоа значи
ја покажуваш прво Божјата добрина, која што е клучна за да ги доведе луѓето до предомислување, односно покаяние и да го прифатат Христос. Амин. Слава на Бога!